Ставот на ВМРО е јасен. Ние сме против промена на Уставот, со цел промена на уставното име на државата, затоа што какво и да имаме решение, ќе е полоше од решението Република Македонија, кое што го имаме во Уставот. Немаме ние право да, како генерација, менуваме име кое што оваа држава го зела за себе не вчера, не завчера, туку од Асном па навака. И тоа е име кое што стои во уставите, без разлика дали биле во рамки на поранешна Југославија или во независна Македонија. И затоа секоја промена на уставот за нас е проблематична и не ја прифаќаме како таква. Име за меѓународна употреба е веќе друга дискусија и можеме тука да дискутираме. Гледам дека грците инсистираат на промена на уставот. Тоа е една тактика која што е многу јасна. Слободно преведено е мета која што се движи. Значи, тие одат цело време колку и македонската страна да има одредена позиција, да се вратат чекор назад. И прашањето е што ќе се случи кога ќе стигне до зидот, односно нема веќе враќање назад. А промена на устав мислам дека е една таква ситуација. Понижувачки е за било која држава под диктат на сосед да менува устав. Да е тоа слободна волја на граѓаните, друга работа. Да пратениците излезат на избори и побараат таков мандат и после тоа да направат промени на устав е исто така друга работа. Но со меѓународен договор, се извинувам, со меѓудржавен договор со сосед вие да менувате устав, мислам дека е понижување. Мислам дека тука е финесата, дека да, под диктат нема да се промени, меѓутоа ако е по некој предлог кој што бил даден од наша страна, тогаш веќе имаме новата ситуација. Ако тоа е прашањето на кој што ќе се крши имплементацијата на договорот, би размислили уште еднаш? Во која смисла? Па да поддржите уставна промена. Не, ставот е јасен на ВМРО тука. ВМРО има јасен став и се додека партијата не заземе друг став, а во моментов го има овој став, не би можел да кажам ништо различно од ова. И ставот е исти 13 години.